Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Книга Проповедник. Зборови на проповедникот, син Давидов, цар Израелски. Суета над суетите, вели проповедникот. Суета над суетите, се е суета. Каква е ползата за човекот од сите негови трудови, со кои се труди под сонцето? Род еден си заминува и род друг доаѓа, а земјата останува за секогаш. Сонцето изгрева и заоѓа, и пак врза кон местото свое, од каде што изгрева. Ветрот вее кон југ и се врти кон север. Се врти во својот пат и пак ги почнува своите вртења во круг. Сите реки течат во морето, но морето не се преполнува. Тие одново се враќаат кон она место, од каде што потекнуваат за да течат одново. Секоја работа бара труд. Човекот не може се да искаже. Окото не се наситува од гледање, ниту увото може да се наслуша. Она што било, пак ќе биде, и она што се правело, пак ќе се прави. Нема ништо ново под сонцето. Иако за нештото се рече, види ете, тоа е ново, но тоа веќе било во текот на вековите, што биле пред нас. Нема спомен за минатото, па и за тоа што ќе биде подоцна нема да остане спомен кај оние што ќе дојдат. Јас, проповедник, бев цар над Израел во Ерусалим и го управив срцето свое да истражува и да испитува преку мудроста се, што станува под небото. Таа тешка задача им ја даде Бог на синовите човечки, за да се занимаваат со неа. Ги видов сите работи што се вршат на земјата. И ете, се е суета и мака за духот. Кривото не може да се исправи и она што го нема не може да се брои. Си веле во срцето свое, еве, јас се воздигнав и се здобив со мудрост повеќе од сите, што беа пред мене над Ерусалим. И срцето мое виде многу мудрост и знаење. И го насочив срцето свое да ја познае мудроста, да ги познае безумието и глупоста. Но разбрав дека и тоа е мачно за духот. Зашто при големата мудрост, голема е и тагата, и кој умножува знаење, умножува и мака. Си реков во срцето свое, ајде, ќе те испитам во веселба, уживај во наслади. Но ете, и тоа било суета. За смеата реков глупост е, а за веселбата каква полза од неа? Си помисли во срцето свое да го насладам телото свое со вино и дотека срцето мое се води под мудроста да се придржувам и за глупоста, се дотека да видам што е подобро за синовите човечки, што би требало да прават тие под небото во текот на малкуте денови од својот живот. Презедов големи работи. Си изградив куќи, си насадив лозја, си уредив градини и овоштарници и посадив таму секакви овошни дрвја. Си направи водостои за поливање на овошните дрвја. Придобив слуги и слугинки, имав и слуги родени во домот мој. Имав и крупен и ситен добиток, повеќе од сите што беа пред мене во Ерусалим. Насобрав сребро и злато и скапоценности од цареви области. Си доведов пејачи и пејачки и тоа што ги насладува синовите човечки, многу жени. И така, станав јас поголем и побогат од сите, што беа пред мене во Ерусалим,
а и мудроста моја остана со мене. Што и да посака очите мои, не им откажував. Не му забранував на срцето свое никаква веселба, бидејќи срцето мое се радуваше со сите мои трудови, и тоа ми беше награда за сите мои трудови. И се обзрнав, да погледнав на сите мои дела, што ги беа извршиле моите раце, и на трудот со кој се бев трудел, извршувајќи ги, и ете, се беше суета и мака за духот, и немаше од нив полза на земјата. Потоа се свртев да ги погледам мудроста, безумството и глупоста. Што може да направи човекот што ќе ме наследи, посебно од она што е веќе направено? И видов дека предимството на мудроста пред глупоста е токму такво, какво што е предимството на светлината пред темнината. На мудриот очите му се во главата негова, а глупавиот оди во темнина, но дознав дека крајот на сите им е еднаков. Тогаш си реков во срцето свое, и мене ќе ме стигне истото, како и глупавиот. Зошто толку многу сакав да станам мудар? Па си реков во срцето свое дека и тоа е суета. Зашто нема да го помнат мудриот вечно, како и глупавиот? По време се ќе се заборави, и мудриот умира, како и безумниот. Тогаш го намразив животот, бидејќи ми стана одвратни работите, што се вршат под сонцето, зашто се е суета и измачување на духот. И го намразив сето она, за кој се бев трудел под сонцето, затоа што треба да го оставам на човек, што ќе дојде по мене. И кој знае, мудар ли ќе биде тој или глупав, а тој ќе располага со сиот мој труд, со кој сум се трудел и со кој сум се покажал мудар на земјата. Но и тоа е суета. Намислив да му направам на срцето свое да се откаже од сиот труд, со кој се бев трудел на земјата. Зашто еден човек се труди мудро, со знаење и со успех, и сето тоа треба да му го предаде на човек, што не се трудел за тоа, како да е негов дел. Па и тоа е суета, и зло големо. Зашто што му останува на човекот од сиот негов труд и од грижата на срцето негово, што се труди на земјата? Бидејќи сите денови му се мачни, а трудовите негови неспокојство. Дури ноќе срцето негово не знае за мир. Ете, и тоа е суета. И не е ли добро за човекот да јаде, да пие и да ја насладува душата своја од својот труд? Но јас видов дека и тоа е од Божјата рака. Зашто кој може да јаде и кој може да се насладува без Бога? Тој му дава мудрост и разум и радост на човекот, кој е добар пред лицето негово, а на грешникот му дава грижи, да собира и трупа, за да го предаде потоа на оној кој е добар пред лицето Божјо. Па ете, и тоа е суета и мака за духот. Се има свое време, и секоја работа под небото има свое време. Време кога ќе се родиш и време кога ќе умреш. Време кога садиш и време кога ќе корнеш насадено. Време кога се убива и време кога се лекува. Време кога се урива и време кога се гради. Време кога се плаче и време кога се смее. Време кога се тагува и време кога се игра. Време кога се расфрлуваат камења и време кога се собираат камења. Време кога се прегрнуваш и време кога се одбегнуваат прегратки. Време кога се бара загубеното и време кога се губи. Време кога се чува и време кога се растура. Време кога се раскинува и време кога се сошива. Време кога се молчи и време кога се зборува. Време кога се сака и време кога се мрази. Време за војна и време за мир. Каква полза има оној што работи од она над што се труди? Ги видов со мака работите што Бог им ги даде на синовите човечки, за да се мачат околу нив.
Сето тоа тој го направил да биде прекрасно во свое време. Ни дал и чувство за времето и просторот, но пак не може човекот да ги разбере докрај делата Божји, што тој ги врши од почетокот до крајот. Разбрав дека за нив нема ништо подобро, освен да се веселат и да прават добро во текот на животот свој. Кога секој човек јаде и пие и го гледа доброто во секој својот труд, тоа е дар Божји. Разбрав дека се што прави Господ останува за секогаш. Кон тоа нема што да се додава, од тоа нема што да се одзема. А Бог прави така, за да се има страв пред лицето Негово. Она што било, тоа е и сега, и она што ќе биде, тоа веќе било, зашто Бог го враќа она што изминало. И уште видов под сонцето, наместо закон, беззаконие, наместо правда, неправда. И си реков во срцето свое, праведниот и безбожниот Бог ќе ги суди, бидејќи таму има време за секоја работа и суд за секое дело. Си реков во срцето свое и за синовите човечки, дека Бог ќе ги испита и ќе им покаже дека тие сами по себе се животни. Зашто се што се случува со синовите човечки, се случува и со животните. Крајот им е ист. Како умираат едните, така умираат и другите. И едно е дишењето кај сите, и човекот нема предимство пред добитокот, зашто се е суета. Се оди на едно место, се произлегува од земјата и се ќе се врати во земјата. Кој знае, дали духот на синовите човечки се качува горе, а духот на животните слегува долу, во земјата. И така, јас видов дека нема ништо подобро за човекот, освен да се насладува со делата своји, бидејќи тоа е негов дел, зашто кој ќе го доведе после да го погледне она што ќе биде по него. Се свртев и ги видов сите неправди што стануваа под сонцето. И ете, солзите на онеправдените и утешител немаат. Силата е во рацете на угнетувачите, а закрилник нема. Па си реков, блазе им на умрените што умреле одамна, отколку на живите што живеат досега. А поблажен е и од едните и од другите оној што уште не постои, кој не ги видел лошите работи што се вршат на земјата. А видов исто така, дека секој труд и секој успех во работите предизвикува меѓу луѓето заемна завист. Но и тоа е суета и мака за духот. Глупавиот седи со скрстени раце и го гризе своето собствено тело. Подобро една шепа во мир, отколку две со труд и мака во духот. Се свртев и видов друга суета на земјата. Човек осамен, нема близок, нема ни син, ни брат, а пак на сите работи негови нема крај, а очите негови не можат да се наситат со богатство. За кого пак вели тој, се трудам и ја лишувам од добра душата своја. Ете, и тоа е суета и лоша работа. Подобро име на двајца отколку на еден, бидејќи имаат добра награда за трудот свој. Зашто ако падне едниот, другиот ќе го крене другарот свој. Но тешко на еден, ако падне, ќе нема друг, кој да го крене. Исто, кога лежат двајца, топло име, а еден како ќе се згрее? И ако некој го надвие едниот, тоа двајца ќе го навјасаат, и јажето 3 пати усукано нема лесно да се скине. Подобар е и младенец, сиромав и умен, отколку цар, неразумен и стар, кој веќе не умее да прима совети. Зашто младиот може да излезе од темница и да стане цар, иако се родил сиромав во царството. Ги видов сите живи, што одат по сонцето, со вториот младич што ќе застане на неговото место. Број немаше, сиот оној народ што беше пред него, иако подознежните нема да му се радуваат.
и тоа е суета и гонење ветер. Чувај ја ногата своја кога одиш во Божиот дом и биди готов повеќе да слушаш отколку да гледаш како безумните принесуваат жртви, зашто тие не знаат дека вршат зло. Не брзај со јазикот свој и срцето твое да не брза да изговара зборови пред Господ, зашто Бог е на небото, а ти на земјата, затоа зборовите твои да не бидат многу. Зашто како што соништата доаѓаат при многу грижи, така и гласот на глупавиот се познава од многуте зборови. Кога даваш завет на Бога, не двоуми се да го извршиш, зашто тој не ги сака безумните. Она што си го ветил, изврши го. Подобро е да не ветуваш, отколку да ветиш и да не го извршиш. Не и дозволувај на устата своја да го тера во грев телото твое и не зборувај пред ангелот Божи. Тоа е грешка. Зошто ти е да правиш така и Бог да се разгневи на зборот твој и да го сотре делото на рацете твои? Зашто како во многуте соништа, така и во многуте зборови има суета, но ти имај страф од Бога. Ако видиш некаде на сиромав да се врши неправда и да му се одзема судот и правдата, не чуди се на тоа, зашто над високиот гледа и повисок, а над нив уште повисок. Но од се покорисна е земјата и царот на нивата и служи. Кој го љуби среброто, со сребро нема да се насити. И кој сака богатство, тој нема да има полза од тоа. И тоа е суета. Се зголемува ли имотот, се зголемуваат и корисниците негови. И каква корист за собственикот негов, зар само да гледа со очите своји? Сладок е сонот за оној кој се труди. Па јадел тој малку или многу, но пријадувањето не му дава на богатиот да заспие. Има едно тешко зло, што сум го видел на земјата. Богатство, што се чува за зло на оној кој го поседува. А тоа богатство може да се изгуби во несреќно време. Му се роди син и не остане ништо во рацете негови. Како што излегол гол од мајчината утроба, така и си заминува. Каков што дошол, ништо нема да земе од трудот свој, што би можел врака да понесе. И тоа е големо зло. Каков што дошол, таков си заминува. Каква е тогаш ползата за него, кога се трудел залудно? А целиот живот бил мрачен од многу грижи, маки и страдања. Еве, уште што најдов за добро и пријатно. Да се јаде и да се пие и да се насладува од доброто на сите своји трудови, со кои некој се труди на земјата преку сите дни од животот свој, што му ги дал Бог, зашто тоа е негов дел. Иако на некој човек Бог му дал богатство и имот, и му дал да се ползува од нив, да го зема својот дел и да се насладува од трудовите своји. Тоа е Божји дар. Нема долго време да ги помни тој дните на животот свој, затоа Бог и го наградува со радост на срцето негово. Има едно зло, што го видов на земјата, и тоа често е меѓу луѓето. Бог му дава на човекот богатство, имот и слава, а за душата негова нема скудности во ништо, што и да посака. Но Бог не му дава нему да ползува од тоа, туку се ползува од него друг човек. Тоа е суета и тешко зло. Ако некој народи 100 синови, проживее многу години и уште му се умножат дните на животот негов, а душата негова не се насладила на добро, та за него ќе нема дури ни погреб. Подобро му е, велам, на недоносче отколку нему, зашто залудно дошло и отишло во темнина,
а името му е покриено со мрак. Тоа дури и не го видело и не го познало сонцето, но поспокојно е од оној. А оној, макар да преживеал и 2000 години, без наслада од добрата, нема ли да појде се на исто место? Сиот труд на човекот е за устата негова, но душата негова не може да се насити. А каква вредност има умниот пред безумниот? Каква сиромавиот кој умее да се однесува пред луѓето? Подобро е да гледаш со очи, отколку да посакуваш со душата. И тоа е суета и мака за духот. Она што постои, тоа е веќе наречено со име и се знае дека е тоа, човекот, и дека тој не може да се препира со оној што е посилен од него. Има многу такви работи што ја зголемуваат суетата. Тогаш, што е подобро за човекот? Зашто кој знае што е добро за човекот во животот, во текот на сите дни на неговиот суетен живот, што тој ги поминува како сенка? И кој ќе му каже на човекот што ќе стане по него на земјата? Подобар е добар глас отколку скапоцено масло и смртниот ден од родениот ден. Подобро е да одиш во куќа каде што плачат по умрен, отколку да отидеш во куќа каде што има веселби гозби, зашто таков е крајот на секој човек. И живиот ќе го приложи тоа кон срцето свое. Тагат е подобро од смејата, зашто кога и лицето нажалено, срцето станува подобро. На умните срцето им е во куќата, каде што плачат, а на безумните во куќа каде што се веселат. Подобро е да слушаш прекор од мудар, отколку да слушаш пофалби од глупав. Зашто смејата на безумните е како прскање на трње под котел. И тоа е суета. Угнетувањето на другите го прави мудриот безумен, а подароците го расипуваат срцето. Крајот на една работа е подобар од незиниот почеток. Трпеливиот е подобар од горделивиот. Не станувај со духот свој брз на гнев, зашто гневот се крие во срцето на безумните. Не вели, зошто поранешните дни биле подобри од сегашните, бидејќи не е мудро да прашуваш за тоа. Добра е мудроста, како и наследството, особено за оние што го гледаат сонцето, зашто под незината сенка е исто како под сенката на сребро. Но предимството на знаењето е во тоа што мудроста му дава живот на оној што ја има. Погледај ги Божите дела, кој може да го исправи она што Бог го направил криво? Во добро време ползувај се со доброто, а во зли дни размислувај. Едното и другото го направил Бог, за да не може човекот да каже ништо против него. Се нагледав на се во моите суетни дни. Праведниот загинува со својата праведност, безбожниот и натаму живее покрај безбожноста своја. Немој да бидеш премногу строг и немој да се покажуваш за многу умен. Зошто да се уништуваш? Не предавај се на грев и не станувај безумен. Зошто да умреш пред време? Добро е, ако се држиш за едното, но и друго да не испушташ од раката своја, зашто кој има страф од Бога, ќе се избави од сето тоа. Мудроста го прави мудриот посилен од 10 кнезови што се во градот. Нема праведник на земјата кој прави добро и никако да не греши. Затоа не обрнувај внимание на секој збор што се кажува, за да не го чуеш и слугата свој кога те навредува. Зашто срцето твое знае за многу случаи, кога и ти самиот си навредувал други. Сето тоа го испитав со мудрост. Јас реков, ќе бидам мудар, но мудроста е далеку од мене.
Далеко е тоа што се случило и многу подлабоко. Кој ќе го пронајде? Се свртев со срцето свое за да ги дознам, изучам, истражам мудроста и разумот и да го познам безумието на безбожниот, и незнаењето и лукавството. И разбрав дека погорчливо од смртта е жената, зашто таа е мрежа, срцето незино стапица, рацете незини окови. Добриот пред Бога ќе се спаси од неа, а грешникот ќе биде уловен од неа. Ете, тоа открив јас, рече проповедникот, испитувајќи едно по друго. Што уште бараше душата моја и не го најде? Маж најдов, еден на 1000, но жена меѓу сите нив не најдов. Само ете, тоа го открив дека Бог го создаде човекот едноставен и добар, но тој самиот си создава проблеми. Кој е како мудриот и кој го разбира значењето на работите? Мудроста на човек му го просветлува лицето негово и строгоста на лицето негово се изменува. Јас велам, пази го царскиот збор и тоа поради клетвата пред Бога. Не брзај да бегаш од лицето негово и не биди тврдоглав во лошите работи, зашто тој ќе посака се може да направи. Каде што е зборот на царот, тамо и власта. И кој ќе му каже што правиш? Кој пази заповед, тој не доживува никакво зло. Срцето на мудриот знае и време и наредба. Зашто за секоја работа има свое време и свој суд, а за човекот е голема несреќа, што не знае што ќе биде и како ќе биде тоа, а кој ќе му каже? Ниеден човек нема власт над духот, за да го задржи духот и нема власт над смртниот ден. Нема избавување од таа работа, ниту безбожникот ќе го спасат неговите лоши дела. Сето тоа го видов и го свртувам срцето свое кон секоја работа што се врши на земјата. Понекогаш човекот господари над човек на своја штета. Видов тогаш како погребуваат безбожни. Од нив беше преполн храмот. Во Ерусалим го беа заборавиле нивното безбожно однесување. И тоа е суета. Бидејќи не се врши суд над лошите работи, зашто не се плаши срцето на синовите човечки да прави зло. Иако некој грешник врши 100 пати зло, судот му се одолжува. Но јас знам дека ќе им биде добро само на оние што имаат страф од Бога, кои со почит стојат пред лицето Негово. А за безбожникот нема да има добро и како сенка, само кратко време, ќе преуспее оној кој не се плаши пред Бога. Има и таква суета на земјата. Праведните ги постигнува она што би ги заслужиле делата на безбожниците, а со безбожните станува она што би го заслужиле делата на праведните. А јас си реков, и тоа е суета. И ја пофалив јас веселбата, зашто нема подобро за човекот на земјата од тоа да јаде, да пие и да се весели. Тоа го придржува човекот во трудовите негови преку дните на животот негов, што му го дал Бог на земјата. Кога го насточив срцето свое кон тоа, да постигнам мудрост и да ги разгледам работите што се вршат на земјата и поради кои на човекот не му доаѓа сон ни дење ни ноќе. Тогаш ги видов сите дела Божии и разбрав дека човекот не може да ги свати работите што се вршат на земјата. Колку и да се труди човекот да ги проучува, пак нема да го постигне тоа. Дури мудрец тоа не може да го открие, иако мисли дека знае. И се во ова го стави во срцето свое, за да испитам дека праведните и мудрите нивните дела се во рацете Божии.
и дека човекот не знае ни за љубов, ни за омраза во сето тоа што е пред него. За секој и за сите едно. Една судбина за праведен и неправеден, за добар и лош, за чист и нечист, како за оној кој принесува жртви, така и за оној кој не принесува, како за добар, така и за грешник, како за оној што се колне, така и за оној што се плаши од клетва. Токму тоа е најлошо од се што се случува на земјата, дека еден е крајот за сите. Па затоа срцето на синовите човечки е полно со зло и безумие, има во срцето нивно додека се живи, а потоа тие умираат. Кој е меѓу живите има уште надеж, бидејќи куче живо е подобро отколку мртов лав. Живите знаат дека ќе умрат, а мртвите ништо не знаат и веќе за нив нема награда, зашто и споменот за нив е предаден на заборавот. И љубовта нивна, и омразата нивна, и љубомората нивна веќе исчезнале и ќе нема дел довека во ништо што се случува на земјата. И така, оди, јади го радосно лебот свој и пи го со радосно срце виното свое, кога Бог има наклоност кон твоите дела. Во секое време облеката да ти биде празнична и секогаш да има миризливи мазила на лицето твое. Во сите дни на својот суетен живот насладувај се од животот заедно со жената, што ја сакаш и која ти ја дал Бог на земјата за сите твои суетни дни, зашто тој е твој дел во животот и во твоите трудови со кои се трудиш на земјата. Се што може да врши раката твоја според силите твои, врши. Зашто во гробот, каде што ќе појдеш, нема ни работа, ни размислување, ни знаење, ни мудрост. И пак видов на земјата, дека на брзите не им се дава победа, ниту на храбрите битката, ниту на мудрите леп, ниту на разумните богатство, ниту на искусните благонаклоност, но времето и приликите им се случуваат на сите нив. Зашто човек не знае кога ќе го снајде несреќа, како што рибите налетуваат во погубна мрежа и како што птиците се заплеткуваат во примки. Така и синовите човечки се уловуваат во тешко време, кога тоа неочекувано ќе дојде за нив. Еве уште таква мудрост видов на земјата и таа ми се причини голема. Мал град и во него малку луѓе. Дојде против него голем цар, го опколи и почна околу него да издига големи обсадни направи. Но во него се најде човек сиромав, но умен, и тој со својата мудрост го спаси тој град, и при сето тоа никој не се сети за тој сиромав. И јас си реков, мудроста е подобра од силата, и при сето тоа што мудроста на сиромавиот се пренебрегнува и зборовите негови не се слушаат. Зборовите на мудрите, искажани спокојно, се изслушуваат подобро отколку викањето на кнез меѓу глупаци. Мудроста е подобра од воено оружје, но еден грешник расипува многу добри работи. Мртвите муви го расипуваат и го усмрдуваат благопријатното масло. Истото го прави една мала глупост на уважуван човек за неговата мудрост и чест. Срцето на мудриот се наклонуван кон десно, а срцето на глупавиот кон лево. По каков и да било пат да оди глупавиот, кај него секогаш не достига разум. И пред секого тој ќе се покажува дека е неразумен. Ако гневот на оној што владее избувне врз тебе, не напуште го местото свое, зашто кроткоста спречува големи грешки. Има зло, што сум го видел на земјата, како грешка што доаѓа од владетелот. Неразумниот се постапува на голема височина, а богатите седат ниско. Сум видел слуги и на коњи, а кнезови да одат пешки како слуги.
Кој копа јама, сам ќе падне во неа, и кој соборува ограда, змија ќе го касне. Кој крева камења може да се шине, и кој цепи дрва може да се изложи на опасност од нив. Ако отапи секирата и ако сечилото незино не биде наострено, ќе треба повеќе сила. Мудроста знае тоа да го поправи. Ако змијата касне пред да биде убиена, тогаш каква е ползата за оној што ќе убие? Зборовите од уста на мудрец се благодат, а устата на безумниот самиот него го погубува. Првите зборови од устата му се глупост, а крајот на речта на устата негова лошо безумие. Глупавиот зборува многу, а човекот не знае што ќе биде. Тај кој ќе му каже што ќе биде по него? Трудот на глупавиот го изморува, зашто не го знае дури ни патот за во градот. Тешко тебе земјо кога царот твое дете и кога кнезовите твои уште од рано се го штеваат. Блазе тебе земјо кога царот ти од род благороден и кнезовите твои јадат навреме за подкрепа, а не за презаситување. Од мрзливост ќе нависне таванот, а кога ќе се скрстат рацете, покривот ќе прокапе. Гоштевања се приредуваат заради наслада и виното го весели животот, а се прави среброто. Дури во мислите своји не навредувај го царот, и во спалната своја не го навредувај богатиот, зашто небесната птица може да го пренесе твојот збор, и се што има крилја ќе го соопшти твојот збор. Пуштај го лебот свој под водите, зашто по многу дни пак ќе го најдеш. Давај дел на 7 души, дури 8, зашто не знаеш какво зло ќе настане на земјата. Кога ќе се наполнат облаците, излева дожд на земјата, и ако едно дрво падне кон југ или кон север, тоа си останува таму, каде што и паднало. Кој го наблюдува ветрот, нема да сее, а кој гледа во облаците, нема да жнее. Како што не ги знаеш патиштата на ветрот, ниту како настануваат коските во утробата на бремена жена, така не можеш да ги знаеш ни делата на Бога кој создава се. Изутрина сеј го семето твое и навечер нека не мируваат рацете твои, зашто не знаеш, едното или другото повеќе ќе успее, или и едното и другото ќе бидат еднакво добри. Сладка е светлината дневна за гледање и пријатно е да се биде жив. Ако човек проживее и многу години, нека се весели во текот на сите нив и нека се спомнува за темните дни, какви што ќе ги има многу. Во се што ќе биде, се ќе биде суета. Весели се во младоста своја, момче, и срцето твое да вкусува радост во дните на твојата младост. И оди каде што срцето те влече и каде што очите ти гледаат. Само знај дека за сето тоа Бог ќе те изведе на суд. Гони ја скрпта од срцето свое и отстранувај го злото од телото свое, зашто детството и младоста се суета. Испомнувај си за твојот Творец во дните на младоста своја, додека не дошле тешките денови, додека не настанале години за кои ќе речеш не ми се мили. Додека сонцето и светлината на месечината и на звездите не потемнеле и не дошле нови облаци по дождот, додека не настапил оној ден кога куќините стражари ќе затреперат и силните мажи ќе се подгрбават, кога воденичките ќе престанат да мелат, бидејќи останале малку, кога ќе се помрачат оние што гледаат низ прозорец, кога портата ќе почне да се затвора, кога ќе замолкне шумот на рачните мелници и кога човек ќе почне да станува на птичи глас. И ќерките, пејачки, ќе сопрат да пеат.
Кога висините за нив ќе бидат страшни и по патот ќе има ужаси. Кога ќе процути бадемот и скакулецот ќе стане тежок и желбата ќе помине. Зашто човекот заминува во вечниот дом свој и тажачките се готови да го обкружуваат по улица. Додека не се скине конецот сребрен и не се скрши златната чаша и не се растури ведрото при изворот и не падне тркалото на бунарот. И ќе се врати правот на земјата како што се бил, а духот ќе се врати кај Бога кој го дал. Суета над суетите, вели проповедникот, се е суета. Проповедникот не само што беше мудар, туку и го учеше народот на мудрост. Тој се испитуваше, изучуваше и остави многу мудри изреки. Проповедникот се трудеше да најде убави мисли и точно ги запиша зборовите на вистината. Зборовите на мудреците се како остени, како забиени клинци се нивните зборови, дадени од единствениот пастир. А освен сето тоа, синко, пази се и од ова. Да пишуваш многу книги, тоа нема крај, а да читаш многу и тоа е заморно за телото. А суштината на се е: имај страф од Бога и пази ги неговите заповеди, зашто тоа му е сета должност на човекот. Зашто Бог ќе изведе на суд секоја работа, и што е тајно, било да е добро или лошо. Елиезер